Општина Кочани планира да земе кредит со максимален износ од над половина милион евра, односно 32 милиони денари, што ќе ги намени за решавање на проблемот со недоволниот паркинг простор во централното градско подрачје. Веќе е изготвена предлог одлука за долгорочно задолжување кај Деловна банка за финансирање капитални проекти и инвестиции, што како документ треба дополнително да се разгледа и да добие согласност од Министерството за финансии. Освен тоа, за него позитивно треба да се изјасни и Советот на општината, зашто веќе е предвидена и точка во дневниот ред на 14-тата седница. Според образложението во предлог одлуката, парите од кредитот ќе се потрошат за реализација на општински проект за изградба на монтажна платформа за јавно паркиралиште на локацијата Голем паркинг во трговскиот центар во Кочани. Сумата за задолжување, што е определена како максимална, би се отплаќала во период до 12 години, со вклучен грейс период од 2 години и каматна стапка во максимален износ од 3,9%. Прашањето за обезбедување дополнителен паркинг простор е актуелно со години наназад, заради што во јавноста се актуализираше потребата од изградба на катна гаража. За таквиот објект се споменуваа неколку локации во централното градско подрачје, но недоволниот капацитет или проблемот со пристапот до објектот се споменуваа како причини поради кои не дојде до конечна реализација. Сегашниот предлог за монтажна паркинг платформа исто така се споменуваше и пред 10 години, но токму малиот капацитет на возила што би се паркирале ја ставаше во прашање оправданоста. Просторот на големиот паркинг кај трговскиот центар според актуелната состојба може да прими 40 возила, што значи дека ако платформата обезбеди простор за уште толку, тогаш цената за нејзина изградба би била во просек по околу 13.000 евра од возило. Општина Кочани остварила приход од 11 милиони и 800.000 денари од продажба на државно неизградено земјиште за првите 6 месеци од оваа година. Најголем дел од средствата се обезбедени со отуѓување на 2 парцели за изградба на објекти за индивидуално домување, од што се остварени над 3 милиони денари, како и од една градежна парцела за која се добиени близу 4 милиони и 700.000 денари. За отуѓување на градежното земјиште со непосредна спогодба биле поднесени 7 барања, од кои 2 за непосредна спогодба на собствениците на објекти, за кои е донесено решение за утврдување правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности. 4 барања биле за оформување градежни парцели за кои лицата имале собственост на повеќе од 30% од површината, а едно барање е за непосредна спогодба за објект што не поседувал акт за доделување на правото на користење на градежното земјиште. Вкупните приходи од продажба на градежното земјиште со непосредна спогодба изнесуваат нешто повеќе од 3 милиони денари. Во првата половина од оваа година наплатени се и околу 800.000 денари по основ на договорна казна за неисполнување на обврските од договорите за отуѓување на градежното земјиште. Општина Кочани очекува да оствари дополнителни приходи од продажбата на неизградено земјиште во втората половина на овој месец. До тогаш треба да заврши и објавата за отуѓување на 10 градежни парцели наменети за индивидуално домување, од кои повеќето се дел од проектот Купи куќа за млади. Локалната самоуправа на Кочани планира да потроши близу 1 милион и 700.000 денари за изградба на подпорни ѕидови на повеќе улици во градот и во населените места. Дел од нив се предвидени во годишната програма за реализација на помошни инфраструктурни објекти. Во општинската администрација ќе ги земаат предвид и барањата на жителите од одделни населби и улици каде се најнеопходни активности за изградба или пак санација на подпорните ѕидови. Тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи е веќе објавена, а крајниот рок за пријавување на заинтересираните изведувачи е до 18 јули. Во проектната документација, што е дел од постапката, посочени се и конкретните детали и активности што избраната фирма ќе треба да ги преземе за реализација на планираната годишна програма. Планирано е да бидат вградени над 100 метри кубни бетон, како и нешто повеќе од 5 тони арматурно железо,
При тоа, предвидените количини не се крајни, односно дадени се во приближна вредност заради формирање на единичните цени на чинење. Изградбата на подпорните ѕидови ќе се реализира сукцесивно во текот на годината, според потребите и планирањата во реализацијата на годишната програма за овој вид инвестиции. Според податоците што Институтот за јавно здравје ги доставил до Министерството за здравство, во последните 24 часа биле направени 1254 тестови на COVID-19. При тоа регистрирани се нови 293 случаи на ниво на држава. Од нив тројца се во Кочани, а еден во Виница. Од вкупниот број позитивни, вкупно 293, регистрирани се 81 реинфекција. Исто така, според податоците од Институтот за јавно здравје, има 102 оздравени пациенти, од кои ниту еден не е од Кочани или од Виница. Во текот на изминатите 24 часа не е пријавено ниту едно починато лице како последица од COVID-19. Вкупниот број на активни случаи изнесува 1126, од нив во Кочани има 20, а во Виница 3. Со писмен допис до јавноста, Управата за јавни приходи ги известува жителите на помалите општини во источниот регион во чии населени места нема соодветни даночни шалтери, дека им овозможува да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без при тоа да доаѓаат во низините регионални канцеларии. Реализацијата на активноста мобилен даночен шалтер, што е можност за поголема достапност до даночните обврзници, ќе се реализира во текот на овој месец. Едно од трите специјално опремени возила во текот на јули ќе престојува во источниот регион, а в понеделник на 18 јули ќе го посети Зрновци. Возилото ќе биде стационирано пред општинската зграда во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните и фирмите од оваа општина, без да го напуштат местото на живење, ќе можат да ги добијат сите даночни услуги и информации, да ги достават сите видови даночни пријави, барања и слично, како и да подигнат документи што ги издава Управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилните даночни шалтери, посетите на помалите населени места ќе продолжи и во наредниот период. Целта на вработените во управата е секој месец да ги посетуваат населените места каде што нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население и бизниси.